почеток уште еднашка ви се извинуваме што доцниме и добродојдовте на пресконференција во владата на Република Северна Македонија, каде ќе ви се обрати заменик председателот за економски прашања господинот Коча Анчушев. Повелете, вице-премиер. Добар ден на сите, се извинувам за малото каснење, но сакав и јас да ги проанализирам податоците добро и она што ќе ви го кажам да биде кредибилно. Знаете, економија се работи врз база на реални податоци и не се работи врз база на пиар. И тоа јас цело време го зборувам. Мислам дека економијата не смееме и не треба да ја сведеме на дневно политички пиар, како што мислам дека уназад со многу години тоа се прави во нашава држава. И затоа сакам да ви ги кажам релевантните и точни податоци врзани за странските директни инвестиции во нашата држава. Она што го и гледате како категорија на странски директни инвестиции, во соопштението на Народна банка го имате, но она што се директни, значи тие директни странски инвестиции, значи се состојат од повеќе категории и ќе ги објасниме подетално, но она што се вознемирува јавноста непотребно со бројки од луѓе што веројатно не до крај ги познаваат економијата и економските текови добро, мислам дека е непотребно да се прави, затоа сакам да ви ги кажам вистинските и точни бројки и стојам на располагање со секогу да дебатирам и полемизирам по ова прашање, кога тоа ќе сака да го направи било каде и на кој медиум. Оваа година капиталот на странски фирми кои што во нашата држава донеле пари за да градат фабрики, значи странски фирми што донеле пари во државата за да инвестираат во нашата држава, во првиот квартал 2019 година изнесуваат 78,8 милиона евра. Истата таа категорија, ако сакаме по категории да збориме, значи за истата категорија, во 2018 прво година се 13 милиона евра, во 2017 година се 12,9 милиона евра, во 2016 година се 20 милиона евра, во 2015 година се 7,5 милиона евра, во 2014 година се 17,4 милиона евра, во 2013 година се 3,8 милиони евра и во 2012 година се 34,7 милиони евра. Ова се вистинските бројки на странски капитал донесен за инвестиции во нашата држава. Ке повторам, оваа година во прв квартал се 78,8 милиони евра, а просекот од претходните 7 години изнесува 15,6 милиони евра, или во 2019 година директните странски инвестиции, директните пари што се донесени за градење на фабрики во државава се 5 пати повеќе од овој просек. Најдобра година претходно во тие, гледано во 8 години, значи е 2012 година, кога тие биле 34,7 милиона евра, или со други зборови, 2019 година, прв квартал, е 227% подобар од најдобрата година во претходните 8 години. Ова е вистината за директните странски инвестиции во државата. Ова е вистината кога се зборува, значи, со аргументи и бројки. Јас лично никогаш не сакам да ја вознемирувам јавноста со непотребни информации, бидејќи мислам дека треба да мериме на крајот на годината што на вистина се случило, но веќе кога сакаме да дискутираме конкретно, економски, стручно, тоа се прави на овој начин. Ова е само уште еден показател, дека оние 19 фабрики кои што се градат во технолошко-индустријските развојни зони и уште еден број на фабрики до вкупно 25 што се градат и надвор од зоните, значи 25 плюс 6-7 надвор од зоните, значи извинете 19 плюс 6-7 надвор од зоните, значи тие фабрики некој го внесува тој капитал во нашата држава и со тие пари ова се гради. Ова се вистинските бројки. На прашањето зошто вкупната бројка е помала, тоа е само заради тоа што оваа година имаме една специфична ситуација, каде што имаме големи средства на компании кои што испорачале производи од нашата држава, а не ги наплатиле, во главно тоа се од нивните мајки фирми,
И таа ставка оваа година изнесува 171 милион евра во првиот квартал. Ако овие 171 милион евра се додадат на овие 21,6 милиони евра, тоа отприлика би била реалната ситуација, бидејќи тие 171 милион евра ќе бидат наплатени. Но тоа и не е битно, да не навлегуваме во тие техникалии околу пресметката, бидејќи цело време во јавноста се спори само категоријата колку навистина странски капитал е донесен со цел за градење на фабрики, купување на машини во нашата држава. Јас бројките ги кажав многу прецизно. Ви благодарам за вниманието и повелете прашање. Повелете. Микрофонот се извинувам. Народна банка ги објавува странските директни инвестиции, значи таа е методологија по која што одамна се пресметуваат. Сега може ли малку поубаво да објасните што се случило всушност, како се одлеале тие 171 милиони евра? Значи, средствата кои што од нашата држава може да се одлеваат по две категории. Едната категорија е кога фирмите што се во нашата држава даваат кредит, односно на своите мајки фирми или даваат позајмици надвор од државата. Значи, вие имате компанија X од било која земја, таа компанија X има ќерка фирма во нашата држава и таа дава кредит на мајката фирма. Тоа треба да се оданочи на крајот на годината и тој кредит е нормално одлив, не е спорно. Меѓутоа, со оглед на тоа дека производството во странските компании порасна значително, тие сега имаат произведени производи и испорачани производи надвор од државата, а не наплатени производи. Значи, тие не се парите стигнати во државата, а производите се испорачани. Секој производ што се испорачува, има одредено време на плаќање, кога тој ќе се плати. Такви, за жал, во делот на методологијата на пресметка, оваа година се во првиот квартал во 2019 година се 170, вкупно со сите категории, само во таа категорија, значи, кредити се 171,2, значи ненаплатени побарувања, а да речем истата таа категорија минатата година била 64 милиона. Што значи тука имаме пораст, зошто? Заради тоа што компаниите имаат изголемена активност, што соодветствува и со индустрискиот раст. Како имате индустријски раст, нормално е да имате и зголемување на извозот, нормално е да имате и зголемување на стапката на побарување. И тоа е, мислам, многу едноставна методологија, но она што сакам уште еднаш да го потенцирам, цело време се дискутира дека која е вкупната бројка на средства кои што странски компании ги донеле во Македонија за да инвестираат во фабрики и машини. Бројките јас ви ги прочитав прецизно. Значи, уште еднаш ќе повторам, таа бројка во првиот квартал 2019 година е 78,8 милиона евра, просекот од претходните 7 години е 15,6 милиона евра, или 2019 година прв квартал имаме 5 пати повеќе од просекот, или имаме 227% повеќе од најдобрата година, која што била 2012 година, со 34,7 милиона евра. Јас повторно ќе кажам, стојам на располагање, стручно, економски, не политички и дневно политички, да дебатираме за ова со кој сака и на кој медиум сака. Ги кажавте генерално бројките, меѓутоа само коментар. Председателот на опозицијата кажа дека најголем дел од приливот на странски инвестиции доаѓа од компаниите кои што се веќе тука, дека воопшто нови нема. Чисто коментар. Па не е баш така. Јас го имам еден список пред мене и тоа не е така, напротив. Јас можам да ви ги прочитам сите компании кои што во моментов во државава, значи, инвестираат и финансираат. Некој има кои што втор пат финансираат, значи прават дополнителна втора фабрика, но тие се 2 или 3, но Чагата и Кабло, Мурат, Саген, Кеслер од Швајцарија, Чамдак, Баумер, сега ја заврши фабриката, тоа бар не е спорно, може секој доди да ја види. Почнува со производство. Луѓето дојдоа прв пат во државата пред година и пол. Швајцарска компанија која што произведува давачи, која што од 3-400 вработени или 500, сега зависи од програмата каква ќе биде нивна, пола се високо образовен кадар. Кадар таков каков што треба да запослиме. Сигурно не е интенцијата да запослуваме 3000 или 5000 луѓе за 9000 денара.
Извинете, но тоа не е стратегија на оваа влада. И нема ни да биде. ВИК од Германија, Дура од Америка, Зенит, ОДВ Електрик, ова е фабрика која што гради нова, значи беше и изгради. Значи, Балкан Пластик, Магна, Гере Шајмер, мислам го објавивме минатата недела. Дали, мислам, само тој што не сака да го ова види, може да не го види. Само тој што сака дневно да политизира и да го вознемирува народот со дезинформации, може ова да не го види. Мене лично ми е многу жал што се уште постојат луѓе во оваа држава за кои што само негативните информации се информации. Напротив, мислам дека треба да малце ги видиме реалните информации и да зборуваме со реални економски параметри. Јас кажувам реални бројки, конкретни бројки, кажувам реални, конкретни проекти, кажувам реални, подпишани договори. Дали некој сака да каже дека ТАП МАК од Пробиштип не објави дека ќе прави 25 милиона евра инвестиција? Дали сака некој да каже дека Локотранс од Чешка не кажа дека ќе прави во Газибаба нова фабрика за шински возила? Па тоа испадна во чешките медиуми. Договорот се подготвува. Видете, јас ја разбирам желбата да и политичката борба, мене тоа ми е јасно. Но јас, како човек што доаѓа од економијата и како човек што секогаш ќе се залагам за реална економија и за реална основа на економијата, јас ќе зборувам професионално, со аргументи и со бројки и никогаш нема да излезам од тој капацитет. Повелете. Повелете со прашање? Ако нема, ви благодариме за вашето присуство. Благодарам на сите.